Во денешното издание на регионалните вести ќе гледате. Руските сили рано утринава навлегоа во Украина. Светот со осуда за потегот на рускиот председател Путин. Редовни седници денес одржаа советниците на општина Тетово и на општина Брвеница. Во пресрет на пролетната сеидба СВР Тетово со апел до земјоделците да не палат огнови на нивите, за да не дојде до сериозни последици. Руските сили рано утринава навлегоа во Украина. Светот со осуда за потегот на рускиот председател Путин. Централна Европа се подготвува за прием на бегалци од Украина. Светот соочен со уште еден голем предизвик. Ова се досегашните познати детали од руско-украинската криза, иако ситуацијата се менува од час во час. Руските трупи започнаа напад врз Украина нареден од председателот Владимир Путин, кој најави специјална воена операција денес во раните утрински часови и покрај предупредувањето од светските државници дека потекот може да доведе до најголемата војна во Европа од 1945 година. Неколку минути по кусото телевизиско обраќање на Путин, околу 4 часот по средноевропско време, се слушнаа првите експлозии во близина на големите украински градови, вклучително и главниот град Киев. Украинското министерство за внатрешни работи соопшти дека земјата е цел на напад од крстосувачки и балистички ракети, а особено се цели кон инфраструктурата во близина на големите градови како Киев, Харков, Мариупол и Днепар. Жителите на Киев се кријат во засолништа или во подземната железница. Голем дел се обидуваат да го напуштат градот со своите возила, што предизвика хаотични сцени на улиците. Донесовме одлука да извршиме специјална воена операција, рече Путин во де-факто објавата на војна. Тој тврди дека се работи за демилитаризација и денацификација на Украина, повторувајќи ги лажните тврдења дека владата во Киев е контролирана од радикална десница. Русија не може да се чувствува сигурно, развиено и да постои под постојаната закана која доаѓа од територијата на модерна Украина. Не планираме да ја окупираме Украина, рече Путин и испрати жестоко предупредување до други држави. До оние кои размислуваат да се вмешаат однадвор, доколку го сторите тоа, ќе се соочите со последици поголеми од било кои со кои сте се соочиле во историјата. Сите релевантни одлуки се донесени, се надевам дека ме слушате, рече Путин. Додека одекнуваа зборовите на Путин, Советот за безбедност на ООН одржуваше итна седница со која раководеше токму Русија како актуелен ротирачки председавач. Председателот на САД Џо Бајден преку соопштение порача дека целиот свет се солидаризира со украинскиот народ. Украинскиот председател пак Володимир Зеленски ги повика сите граѓани кои се подготвени да ја бранат земјата од руските сили да се пријават во центрите за мобилизација, а Киев ќе им обезбеди оружје. Зеленски во својот говор до нацијата го повика и народот на Русија, оние кај кои останало барем малку доблест, како што рече тој, да протестираат против војната во Украина, јавија украинските медиуми. Од денеска нашите земји се од различни делови на светската историја. Руската држава стои на патот на злото, но многу работи се уште зависат од рускиот народ. Граѓаните на Русија денеска ќе изберат на кој пат ќе застане секој од нив лично. Оние кои се уште не ја изгубиле совеста, време е да излезат и да протестираат против оваа војна, против војната со Украина, апелираше Зеленски. Инаку стотина македонски државјани се уште се заглавени во Киев, а македонскиот амбасадор во Киев Крум Ефремов чека инструкции и вели дека во моментов интернет врските се во прекин, а од време на време колабираат и телефонските врски. Не функционираат ниту авионските линии. Македонскиот премиер Димитар Ковачевски преку статус се огласи на Фејсбук во врска со случувањата меѓу Русија и Украина. Го осудувам чинот на отворена воена агресија од страна на Русија врз Украина. Војната е најлошиот начин за решавање
преодолување на недоразбирањата, а агресијата врз Украина е закана и за европскиот и светскиот мир. Владата ја следи многу внимателно состојбата во Украина. Безбедносната состојба во нашата земја е стабилна и во овој момент не постои директна закана за безбедноста на Северна Македонија. Покрај безбедносната состојба, владата одблиску ги следи и промените во светските економски текови, кои се дестабилизирани од новонастанатата состојба, пишува Ковачевски. Денес се одржува и владина седница на чија тема ќе бидат случувањата помеѓу Русија и Украина, а председателот Стево Пендаровски го свика и Националниот совет за безбедност. Истото го стори и председателот на соседна Србија Александар Вучиќ. Председателот на собранието пак Талат Џафери истакна дека колку и да ни се чини географски далеку, Украина не е далеку и последиците ќе бидат далекусижни, не само од воен аспект, туку и од економски и ќе се одразат врз регионот и пошироко во меѓународен контекст. Не е далеку од тука Украина, колку и да е географски да се чини дека е далеку. Не е далеку од причина што последиците се далекосежни и многу значни, значи не само од воен аспект или географски аспект, него особено тоа е од економски аспект. Секако ќе има соодветни влијанија и врз регионот и пошироко во светот. Значи не е работа која што треба да се третира само од контекстот дека географски дали сме близко или далеко. Од воен контекст секако е поспецифична ситуацијата и покомплицирана воопшто за меѓународната заедница. Секако меѓународните инстанции имаат соодветни процедури по однос на почитување и спроведување на меѓународното право. Во меѓувреме Централна Европа се подготвува за прием на бегалци од Украина, а се појави информацијата дека најмалку 40 украински војници и десетина цивили се убиени во првите часови од руската инвазија на Украина, според украинските власти. Тетовските советници денес одржаа продолжение на претходната седница, пошто започна и новата седма седница. На дневен ред се најдоа точки од различни области. Председателот на Советот Бесар Дурмиши информираше и дека двајца опозицијски советници се приклучиле кон мнозинството. Денеска имавме продолжение на претходната седмица каде беа стајани точки, значи извештаи за третиот квартал од ЈКП, беа стајани точки план програми за новата 2022 година, точки за финансиската програма од ЈКП, од предпријатието на транспорт и на крај имаме некои точки каде што се финансиска поддршка на едно семејство каде што бе запалена во куќата. Имаме нова седница, значи седмата седмица, каде што се некаде 6 точки од секторот на урбанизмот, подетално ги знаа представникот на секторот, се работи за селите Мала Речица, Голема Речица, Джепчиште и село Порој. Значи работите што ние ги правиме, 100 дена сме го земале мандатот и работите што ние ги правиме, све направиме во јавно, значи секоја одлука, видите дека и седниците отидаат со лайв стриминг и одлуките што ние ги земеме, од почетокот кога го земав мандатот, им кажав на новинарите дека ова мнозинство ќе расте од тоа што одлуките што сега се земат многу се подобро од минатото мнозинство што работеше до сега. И претпоставувам дека до крајот на мандатот сите советници ќе не поддржуваат. Еден е од ДУИ, еден е од ДПА. Програмата за работа на предпријатието и неговиот финансиски план денеска се изгласа на Советот на Општина Тетово. Сега чекаме Министерството за информатичко општество и администрација да даде одговори за систематизацијата на вработените во ова предпријатие. Ќе почне со работа многу брзо, кога ќе добиеме одговор од Министерството. Верувам дека ќе имаме брз одговор во рок од 2 недели и потоа ќе започнеме со работа со јавниот превоз во Тетово. Значи, кога ќе се систематизираат работниците на работните места во предпријатието. Ова и беше причината за привремениот прекин на јавниот превоз. Сега истраживме и некои нови линии. Имаме и измени и дополнување на планот за работа.
Советот на општина Брвеница ја одржа својата 5-та седница. На дневен ред имаше вкупно 14 точки. Вкупно 14 точки се најдоа на дневниот ред на 5-тата седница на Советот на општина Брвеница. Седницата започна во 13 часота. Во дневниот ред се дискутираше за разгледување на правилникот за користење на средствата за репрезентација на општина Брвеница и ОЈП Вардар Брвеница. На дневен ред се најде и предлог програма за поставување урбана опрема на подрачјето на општината за 2022 година, како и разгледување и усвојување на одлуката за извршување на буџетот на општината за 2022 година, меѓу другите точки. На седницата се гласаше и одлуката со која се дава согласност на правилникот за систематизација на работните места во градинката Сонце Диели, село Брвеница. 46 годишна жена од Тетовско Добрце е спроведена во затворот Скопје за издржување 3-годишна затворска казна за тргување со оружје. Следуваат деталите од полицискиот билтен на СВР Тетово. Полициски службеници на СВР Тетово вчера вечер околу 23 часот и 30 минути во казнено-поправната установа затвор Идризово во Скопје спровеле 46 годишничка од Тетовско Добрце за издржување на 3-годишна затворска казна за неовластено изработување, посредување и тргување со оружје и распрскувачки материи, казниво по член 396 став 2 од Кривичниот законник. Претходно околу 15 часот и 15 минути таа била приведена на влез во нашата земја од полициски службеници од полициската станица Јажинце. Ноќеска 15 на минути по полноќ во близина на угостителски објект на улица Илинденска во Тетово, полициски службеници привеле 36 годишен тетовец кој се однесувал агресивно кон нив. Тој е задржан во полициската станица Тетово за расчистување и документирање на случајот. Вчера исто така од 16 до 20 часот спроведена била уште една зајакната контрола на возачи за прекршоци што ги чинат кон пешаците, а во која биле откриени и санкционирани вкупно 12 вакви прекршоци, 8 во Тетово и 4 во Гостивар. Најголемиот број од овие прекршоци, 9 се однесувале на непропуштање на пешаци на обележани пешачки премини. При контролата исто така, со соодветни законски предвидени поднесоци, биле заокружени 17 други видови сообраќајни прекршоци, 8 во Тетово и 9 во Гостивар. Вчера во Тетово продолжиле и континуираните активности за поголем ред и безбедност со паркирањето, особено во централното подрачје, чиј носител е Тетовската полициска станица за безбедност на патниот сообраќај. Во рамките на овие активности биле санкционирани од ПАЕК службата подигнати 14 непрописно, односно погрешно паркирани возила. Во пресрет на престојната пролетна сеидба, СВР Тетово со апел до земјоделците, но и до сите други, да бидат крајно внимателни и да не палат огнови на нивите, за да не дојде до сериозни последици. Деновиве во поширокиот полошки региони пред се во Тетовско започнаа првите подготвителни работи за престојната пролетна сеидба, поради што веќе се чувствува зголемена раздвиженост на нивите, особено за викендите, на кои интензивно се чистат отпадоците. Неретко поединци ги палат стрништата и сувата вегетација, најчесто без нивна непосредна контрола и на тој начин предизвикуваат помали пожари на отворен простор. Токму затоа секторот за внатрешни работи Тетово апелира до земјоделците, но и до сите други, да бидат крајно внимателни ако се движат или работат во полето и посебно да не палат огнови кои брзо можат да се прошират, најмногу ако времето е ветровито. Во спротивно тие ризикуваат да се соочат со ригорозни законски санкции, односно со соодветни поднесоци, со подсетување дека затворските казни за предизвикување пожар се движат од 3 до 8 години, зависно од видот на пожарот, причините за неговото настанување и другите околности и последици. СВР Тетово веќе презема координирани превентивни и други мерки кои во наредниот период уште повеќе ќе се интензивираат со цел навреме да се пресретнат можните причини за пожари. Во наредниот период исто така, координирано со други институции, ќе се засилат и секојдневните контроли на подрачјето во функција на брзо откривање и ефикасно санкционирање на сите оние кои намерно или од невнимание предизвикуваат полски, шумски или други пожари.
Почитувани гледачи, тука е крајот на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието. Пријатно.